Во скопската населба Ченто нелегално се гради објект на државно земјиште, објавивме пред 2 недели. Надлежните знаеле за случајот, бидејќи пријавиле мештани, но тогаш немаше одговор зошто не е запрена градбата, ниту за нас, ниту за локалните жители. Имаше неформална средба на која што се кажа. Ние потоа се организиравме, направивме еден многу убав допис и сето тоа е поднесено до општината. Ставено е печат дека е примено во архива и ни рекоа да, ќе се постапи за ова. По објавувањето на сторијата до нашата редакција стигна анонимно писмо со фотокопија од кривична пријава за други десетина дивоградби низ Газибаба, за кои општината замижала. Пријавени се и градителите и службите во локалната самоуправа. Градоначалникот Борис Георгиевски вели, дивоградби во општината има, но во обид. Можам да гарантирам дека успешно се справуваме во моментов со предизвикот за дивоградби кои што се можни да се случуваат во сите општини, вклучувајќи општина Газибаба. Како тогаш на терен, среде бел ден и пред очите на сите, се случува нешто друго. Во оваа зграда е поликлиниката Ченто во општина Газибаба. Зад неа се појасни се контурите на нов објект од тврда градба. Пред 2 недели беа изградени столбови и дел од подготовката за бетонска плоча. Денеска бетонска плоча е готова, а за задградениот простор активно си работат градежни работници. И тогаш и сега, на терен ја нема задолжителната табла на која треба да пишува кој гради, што се гради и по кое одобрение за градба. Такво известување имало само кога почнале градежните зафати и на него пишувало дека станува збор за реконструкција на привремен објект кој постоел на локацијата – барака. Ова не е реконструкција на времен објект. Значи, јас, според овие темели и овие стубови, би можела да кажам дека тука во најмала рака ќе никне 10 катница. Според јавно достапните документи од катастарот, парцелата на која се гради е во државна сопственост. Но урнатите бараки, кои во минатото имале разни намени, сега се во сопственост на физичко лице – Исми Адеми. Сепак, кој да е газда, според важечкиот детален урбанистички план за локацијата, конкретната парцела на која се наоѓале бараките нема маркичка за објект, туку за јавни површини. Според деталниот урбанистички план за Крсте Мисирков, донесен на 12.8.1996 година, катастарската парцела 4696 е со намена јавни површини, сообраќајница, тротоари, паркинг и зеленило. Според генералниот урбанистички план на град Скопје е во градска четврт C22 со предвидена намена домување. Откако не обезбедија став за нашата прва сторија, овој пат одговорите на прашањата за дивоградбата ни ги даде градоначалникот на Газибаба, Борис Георгиевски. Вели дека кревањето на објектот е спротивно на закон, но и дека како општина реагирале неколку пати. Прв пат, општинските служби излегле на терен на 30 јануари, кога инспекторатот заедно со полициска асистенција ја отстранил оградата поставена од инвеститорот. Откако објектот продолжил да се гради, на 11 мај издале решение за престанок на градба кое не се почитува. На општината не преостанува ништо друго, освен 2 последователни чекори после опомената и решението за прекин на градбата, а тоа е решение наредба за отстранување на градбата од самиот инвеститор или решение кое што општината ќе го отстрани објектот на сметка на инвеститорот. Но за да се стигне до решение за уривање, вели Георгиевски, мора да поминат роковите за жалба. Затоа, објаснува градоначалникот, чекаат иако не знаат дали инвеститорот воопшто се жалел. На секој решение од 3 до 5 до 8 дена максимум имаат можност на право на жалба до второстепениот орган, дали е за првата, за втората или за третата обврска. Сега зависи од ажурноста на второстепените органи кои што одлучуваат во однос на предметот како жалбена постапка до нас и нормално во ова состојба никој не може да каже со гаранција кој е тоа, дали ќе биде за 2-3 недели, за месец дена. Додека општината чека, 360 степени се обрати до надлежниот орган кој решава по овие жалби. Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцијски надзор и прекршочна постапка. Оттаму добивме кус одговор.
Во нашата архива од 11.5.2021 година не е заведен предмет по жалба на Исни Адеми. Нема доставено жалба до второстепена комисија. Дали му е врачено решение или не, дали е уредна доставата, немаме сознание додека не дојде предметот. Ние сето тоа го цениме во жалбена постапка. Додека го истражувавме овој случај на дивоградба на државно земјиште, до редакцијата на 360 степени стигна анонимен допис со фотокопија од кривична пријава до основното јавно обвинителство Скопје за изградба на десетина други дивоградби, главно сместени во населбата Сингелич. Во кривичната пријава се опфатени 12 физички и службени лица од секторот за урбанизам и градежништво во општината, односно градежната инспекција која постапува за бесправно градење на територијата на Газибаба. Во периодот 2018, 2019, 2020 и 2021 година, пријавените, секој од нив поединечно, изградиле објекти без одобрение за градба, односно спротивно на одобрението за градење. Пријавените НН лица од секторот за урбанизам и градежништво, градежна инспекција, сториле кривично дело несовесно работење во службата. Она што можевме да го провериме преку катастарот е дали дел од овие објекти навистина се изградени на државно земјиште, како што се тврди во кривичната пријава. Ако се следи бројот на парцела, вистина е дека на државно земјиште никнале голем број приватни објекти кои сега служат за трговија или за домување. Дека таква пријава постои и дека по неа се постапува, потврдија и од Скопското обвинителство. Кривичната пријава за која покажувате интерес е примена во ОЈО Скопје и распоредена кај надлежен јавен обвинител кој постапува за проверка на наводите и утврдување на фактите во предметот. Во таа насока јавниот обвинител побара определени податоци од општина Газибаба. Предметот е во фаза на предистражна постапка. Градоначалникот Ѓоргиевски пак вели дека до нив не е стигнато никакво барање. Кога ќе биде побарано, ќе ги достави сите документи што ги имаат на располагање. Без разлика дали тоа се работи за, колку што разбрав, за приватни лица кои што злоупотребиле или изградиле нешто, или за службено лице кој што работи во општината, а дозволило таквите постапки и работи да бидат законски би рекол подкрепени или злоупотребени. На тој начин ќе ги употребиме сите законски права за да може до јавниот обвинител кој што го води предмет да ги доставиме сите списи и стоиме на располагање за сите дополнителни информации што се однесува за секоја градба на територија на општина Газибаба. Ѓоргиевски е дециден, дивоградби во Газибаба нема, туку има само обиди за нелегални градби на заградени земјишта, кои општината на терен ги контролира. Реалноста и проверките во катастарот сепак даваат друга слика, дека на територијата на општината се гради на диво и тоа на државно земјиште. Градоначалниците доаѓаат и си заминуваат, но тоа не го менува фактот дека за цела Газибаба има само еден градежен инспектор со двајца асистенти. Дивоградбите пак, или ги има се повеќе, или засегнатите граѓани се почесто се решаваат да реагираат.